голям ништо. Овие 4 квадрати животен простор е целиот свет на Штипјанецот Злате Филипов. Во собичето, претрупано со остатоци од дрвени деланки, за како така да не се смрзнува, со години неисчистено. Филипов долго време живее сам. За инвалидскиот пензионер, секој ден е буквално борба за живот. Одака цел ден сум дома, не излеам никаде, не може, нога ме боле, отечера ми ногата. Вечерија, докај 9 сата телевизија гледам, после 10 сата легнам, саваре станам у 6:15, па на раци пера, машина немам, на раци пера, мијем, чистам се на раци. И сега не може да стоја, не ништо, ко метам, седејќи метам. Нарушеното здравје на Злате не му дозволува да ги извршува и неосновните дневни потреби. Одина лекар кажа тромбоза. Лежа у болница туку Штип, провиша операција. 4 операции на еднаш. Жечка, слепо црево, камиња. Тоа се изгоди од мене. Од тука водоводија под мишката. Од тие телските болници водоводија. 21 ден лежа туку у Штип, после лежа у Скопје. Там лежа. Сега пред нова година па лежа. Да парија ми се слепилата не може да јадам. Мора да идам да ме сликат у Скопје, па би ги водија забит. Вака не се живее, децидане Злате. Без нечија помош нема достоинствен пензионерски живот. Минималната пензија едвам стигнува за подмирување на сметките, а за набавка на храна и одржување на личната хигиена е потребна помош. Јас молам да ми се помогне. Тражам помош да ми се помогне, леко жена ни било да ми дојде да ми изпере, да ми изчисте, да ми прави јадење, да ме пере. Ја не може да се пера. Сепак, 53 годишниот Филипов не подклекнува на суровоста на животот. Упорен е во настојувањето, крпениот живот во неговото куќерче во населбата Бабеј да го подобри. Надежта дека кога тогаш ќе сврти лист во неговото секојдневие, Злата ја чека на неговиот прак, буквално секој ден.